Да, и како што веќе најавив, време е за последниот разговор денес во Македонија наутро. Од спорт се селиме на тема култура. Ќе ја промовираме првата книга, првата стихозбирка на Никола Дуковски, автор и психолог. Се од сега и се досега е насловена оваа книга, која што е составена во два циклуси. Вели низ оваа стихозбирка се ткае сложената таписерија на човечката психа, откривајќи ги нашите емоционални борби и славејќи нашата постојана потрага по автентичното живење. Еден друг пристап кон оваа тема со стихови. Никола, добро утро и добре не дојде. Добро утро, добро ве најдов. Твојата професија како психолог си ја преточи во овие страници. Ајде прво да навлеземе во суштината, колку време настануваше ова дело, ја креираше оваа стихозбирка и од каде инспирацијата токму преку стихови да пренесеш една ваква тема? Стихозбирката настануваше некои 3,5 години. Со тоа што во ниту еден момент јас немав намера за да ја издадам како стихозбирка, туку едноставно пишував за да, што викам често, за да излегува од мене. Без некоја посебна намера, без некоја посебна цел, така што кога стигнав до одреден момент каде што видов дека созреваат песниви, дека имам промена во однос на тоа што сум почнал и до моментот до каде што сум стасал, со мал поттик од некои поети пријатели, имав интенција да ја сосредочам во едно нешто и да излезе ова што излезе, односно стихозбирката на поезија. Маичката сега ја видов, тоа ти е специјално, претпоставам, дизајнирана и направена за промоцијата. Да, ова беше баш за промоцијата. Моите ја подготвија, но ама заборавија да ми ја дадат, па реков да не остане така збришена, бидејќи сега на телевизија датумите се менуваат, ќе изнесам на телевизија баш. Во неслучајно те прашав, бидејќи промоцијата се случи во саботата. Да. Во Сулијан беше. Да. Едно прво прекрасно место за промоција на една ваква стихозбирка, спојна многу убава енергија на луѓе кои што сигурно и се дел внатре во стиховите, дел од твојот живот, дел од твоето секојдневие. Како помина целата промоција? Да. За мене помина нестварно. Се уште имам потреба да ги сумирам впечатоците, ради што, знаете, јас бев инволвиран и цело време правев нешто. Не знаев точно што правам, не знаев точно во кој правец се движам. Знаев дека само сакам да ми бидат тука моите луѓе, луѓето кои што ги почитувам, луѓето кои што ги сакам. Дури дел од нив и беа и изведувачи, односно читаа дел од песните, некои пеа, беше тука и хорот во кој што партиципирам. Така што она што на крајот дојде како чувство, освен задоволството, беше стварно некој благо неверување, бидејќи имав огромна импресија и огромни впечатоци кои што велам се уште ми треба време за да ги сумирам. Сакам да споменеме и дел од луѓето кои што беа дел од целата таа приказна, бидејќи не бев лично на промоцијата, но тоа што го гледав и на социјалните медиуми, се ти беше склопено како една приказна, не она класична промоција. Добре, дојдовте, ова е мојата нова стихозбирка и толку. Еве јас ќе почнам со некои од нив кои што дадоа свој придонес, например Елена Пренџова, наша поетеса која што е твоја добра другарка, тетовецот Перо Сарџовски, исто така поет твој другар од мојот роден град. Кои други придонесоа кон целата ова приказна? Некој и да заборавиме, сигурно нема да ни забележат, многу луѓе се. Баш. Беа тука и Васко Костовски, кој е актер и мој братучет, Виктор Спасевски, кој е мој братучет и прв пат се појави на сцена и одлично преведе на англиски дел од песните, заедно со Перо кој преведуваше на македонски. Тука беа и вклучување во онлайн моја другарка која што моментално е на актерски студии во Бугарија, Марија Кариловска. Читаше сестра ми Стефанија Дуковска, која што исто има некој уметнички доем покрај пеењето и инаку по професија стоматолог. Имавме вклучување од Дамир Недик, кој е поет од Крагуевац, од Србија, со кој што се дружевме на европските и на светските слем првенства низ Европа и низ светот. Потоа, кој уште беше... Јасмина, мислам дека Ѓорѓевска? Јасмина Ѓорѓевска, диригентката. Посебно сам да ги спомнам, тоа е хорот Мирча Ацев, во кој што членувам веќе 2 години. Ми направија чест да не само се појават, туку и активно да учествуваат во хорот, на промоцијата. Исто тука беше и Добрила Грашевска, која што отпеа некои песни од Чалгија Sound System, односно стари изворни песни, кои што многу
убаво се надоврза на сето она што го нудеше и местото, и подневието, и самата книга. Така помина промоцијата. Се враќаме сега на стихозбирката и на длабочината во незините страници. Од она што не води кон се од сега и се до сега пишуваш, не секојдневната професионална заднина на поетот му помага да продре во длабочините на човечката душа многу подлабоко од некој друг. Колку се плашиме ние луѓето да се допреме до својата душа, да ги слушаме емоциите, и колку во тие 3 години водеше борба и со самиот себе за да тоа што го помислуваш реално го отсликаш во стиховите. Да. Бидејќи работам развојна психологија, се сваќам некако дека, знаете, идентитетот се формира секако до 29 години. Да, се формира и понатаму, но многу помалку. Што значи дека до 29 години има простор за да има некои осцилации. Јас веројатно си ги дозволив тие осцилации, а ринкањето или копањето во нашите души е секако меч со две острици, бидејќи да, многу често ние луѓето знаеме да се заиграме, што викаме жаргонски, и да понираме во откривањето на собствените души, па некаде да заглавиме, каде што сепак кога понираш, кога пливаш, кога њуриш длабоко, е многу тешко да се излезе на површина, или пак да се оди во другата крајност, која што е на некој начин површински, бидејќи во длабокото е секогаш темно, знаете. Тоа е многу слично со морињето, со океаните. Колку подлабоко, толку поголема мистичност, толку поголемо себеоткривање и откривање на она што е мрачно темно, има огромна рефлексија, а колку поплитко, толку е потопло, толку е посветло, толку е попродорно. Така. Што ни носи самиот расплет на стихозбирката? Да, во првиот дел, кој што е се од сега, јас го нарекувам божествено, иако сум далеко од тоа, бидејќи го пуштам само да испарува на еден начин. Во тој дел има поеми и песни кои што се со одреден датум и со дури време кое што сум ги пишувал, благодарение на бележниците кои што ги имаме на телефони, кои што го меморираат се до тоа. И во тој дел имам поеми кои што на еден начин имаат љубовна содржина, кои што имаат кратки сонетни делови, каде што се само одредени изливи на емоции, одредено прашање околу кое што се вртам. Додека пак во вториот дел се малку по-слемерски, што знаеме да кажеме слем поетите, каде што јас имам директни обраќања, имам делови кои што се напишани комплетно, тоест песни кои што се комплетно напишани за луѓе кои што ми се драги, кои што ми биле драги, или кои што веќе ги нема на овој свет, што значи на еден начин јас имам диалошка форма преку стих со нив. Така. И завршувам онака и како што има напишано и Ивана на крајот од твојата книга, вели тој ни своите песни не повикува да истражуваме во бесконечноста на нашите души, да бараме смисла, поврзаност и само прифаќање во авантурата на нашето лично постоење, нешто што мислам дека на човештвото му е повеќе од потребно сега. Иако се повеќе се добива впечатокот дека луѓето конечно се вртат кон себе си, кон сопствените души и мисли, што е за поздрав. А ваквите проекти, ваквите книги само го туркаат тој процес напред. Да, може би јас би сакал ако е така да ако го појачуваат тој процес како што викате и вие, така што би ми било драго доколку има барем мало влијание врз одредени личности, секако ако барем некој преку моето дело го препознае своето автентично. Така. Книгата е во продажба веќе, така? Па се уште не. Се уште не. Добро. Преговори сум, да. Добро, но верувам дека ќе биде тоа, ќе бидат информирани нашите гледачи, оние кои што следат на социјалните медиуми. Никола, благодарам ти, посакам убав работен ден, благодарам што одвои простори од твоето работно време, да бидеш дел од утринската програма на Јавниот сервис. Секогаш ги поддржуваме ваквите автентични и уникатни проекти. Само напред и на следна промоција да дојдеме и со камера да го регистрираме тоа. Да. Фала ви на поканата, фала ти на гостопримството.